Во ова издание на студиото на Нова мој гостин е Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија во Судот за човекови права во Страсбург, но и поранешен судија во Уставниот суд на Република Македонија. Со неа ќе говориме за актуелни теми поврзани со се она што се случува во судството. Добро дојдовте. Благодарам. Моето прво прашање се однесува на една актуелна тема која предизвика прилично доста реакции во јавноста, се однесува на пресудата за луѓето кои беа обвинети за учество во толпа и за настаните во собранието кои добија условни казни, па сега се прават и паралели помеѓу луѓе кои исто така учествувале во толпа, а добиле затворски казни, а овде имаме случај на една експресно донесена пресуда во која тие луѓе кои ги виде јавноста како се однесува и што правеа во собранието добија само условна казна, па ме интересира вашиот коментар за оваа пресуда и во која мера таа може да биде илустрација на она што се случува во судството. И како граѓанин, меѓутоа и како човек кој што долго време се занимава со човекови права, од аспект на видливост на правдата, мислам дека овде недостасуваше тој елемент. Затоа што и според праксата на Европскиот суд за човековите права, не е доволно правдата да биде изречена во форма на пресуда, таа треба да биде видлива. Условната осуда од јавноста беше примена со загриженост дека принципот на неказнивост продолжува да владее во Република Македонија. Ние сме сведоци дека ова не е прв ваков настан кога насилие инспирирано од политичка позадина доведе до тоа да заврши со неказнивост. Ако се сетите на назад, ќе видите дека и настаните на плоштадот со студентите од архитектонскиот факултет, ние не видовме дека завршија со видлива казнивост. И обратно имаме ситуација за луѓето кои протестира за случајот Монструм, кои имаат казни по 2-2,5 години пресуди. Да, или настаните на Кале, например, исто така кога имаше употреба на физичка сила. Некако учеството на политиките или инспирациите кои што доаѓаат од политичкиот бекграунд на вакви настани оставаат кај јавноста впечаток дека судиите не ги обзираат и не водат сметка за тежината на изречената казна, се со цел правдата да добие видливост. Во овој случај, клучот е во тоа што јавното обвинителство отиде со квалификација на едно кривично дело кое што од она што можеше да види беше видливо најлесната квалификација. Тие отидоа со учество во толпа очигледно, наместо да се влезе и во поглавијата каде што се обработуваат кривичните дела против државата, например, меѓу другото, или кривични дела поврзани со животот и тешки телесни повреди, нанесување тешки телесни повреди и така натака. Првиот сигнал на незадоволство во однос на постапувањето е во рацете на јавното обвинителство и понатаму судот е обврзан со она што ќе го добие како материја да постапува. Но законот овде предвидува затворски казни од 3 месеци до 3 години за водач на толпа, значи и до 10 години затворска казна. Одмерувањето на условната осуда упатува на неказнивост, упатува на лесно поминување за настан кој што беше видлив за целата јавност. Сега, на ваквата пресуда останува да реагира оној кој што е покренал постапката, јавното обвинителство. Да видиме дали јавното обвинителство во една ваква ситуација ќе покаже незадоволство од една ваква пресуда, бидејќи судовите и јавното обвинителство не можат да живеат под стаклено звоно. Треба да ги обсервираат состојбите во едно општество, ситуацијата во една земја, да судат по закон, меѓутоа да не се абстрахираат од... Кога го поставувате ова прашање, дозволете мој коментар, ми делува на реторичко прашање, кој видите дали ќе... Мислам, сами знаете, предпоставувате дека тоа нема да се случи. Врските на политиката во судството не се повеќе никаква тајна во оваа земја. По сите анализи, меѓународни извештаи и конечно
телефонските разговори кои имавме можност да ги слушнеме. Мене ме интересира како го толкувате феноменот што во Македонија постојат закони и цел еден сет на закони кои на судиите им да овозможува на вистина една независност. Закони кои може лесно да се споредат со законите во државите во кои постои вистинско владење на правото. Како го толкувате вие, јас ќе си дозволам да го кажам, феномен, да луѓето, судиите, се така лесно се подклекнуваат пред политиката и покрај тоа што се законски заштитени од неа? Знаете што општиот впечаток е дека судската фела е најзаќутената фела. Вие знаете дека и новинарите се добро организирани, преку Сдружение на новинари, видливи се активности. Та дури и имаше измени во делот на декриминализацијата на вредата и клеветата поврзана со слободата на изразување како резултат на активности на иницијативност од новинарите. Што има проблем на судиите? Судиите добро се платени, законски се заштитени. Каде е? Значи во прашање и она што значи само препознавање или само доверба. Во принцип, судиите не излегува во јавноста со години назад со нивните размисли и нивните видувања за проблемите во судството. Очигледно дека има проблеми долу, натре во судството, од основните судови, преку апелација, Врховен па до Уставен суд. И се согласувате дека тоа абсолвирано, дека има проблеми и дека политиката е внатре влезена, целосно. Влезена во судството. И дека голем дел од судиите се марионети на известни политичари. Значи, јасно е дека судиите се под влијание на политиките. И тука нема да не цитираме телефонски разговори. Ако телефонските разговори да не ги земе во предвид, да се водиме од одлуките на судиите и на судовите, меѓу другото да ја земеме и ова последната одлука, меѓутоа сија се одлуки години назад. Политиките и политичарите секогаш имале и ќе имаат интерес да влијаат на судиите и на судството. Исто како врз новинари. Исто како новинари. Затоа е важен изборот на судии, луѓе со интегритет, луѓе со самодоверба и пред се и над се луѓе со знаење, со многу знаење. Судии кои што имаат самодоверба, имаат интегритет, ја познаваат материјата во која што работат, потешко потпаѓаат под влијание на политиките. Како успеа судиите меѓу себе да се изберат, бидејќи судиите бираат? Да. Во Републичкиот судски совет. Да ги изберат оние со најмалку интегритет. Тоа е како да беше тоа критериум просто. За мене најголем проблем е токму ова. Пренесувањето на можноста да се бираат судиите од судиите преку префрлањето на изборот на судии од парламентарното собрание во посебно независно тело, значеше давање моќ на судиите тие да си ја реформираат или редефинираат судската и политиката да се оттргне од политиката. Бидејќи имат 11 суди во Републички судски совет и плюс министерот и претседателот на Врховниот суд кои што по службена должност заради функциите кои што ги вршат членуваат таму. Општиот впечаток е дека и Републичкиот судски совет и Советот на јавни обвинители не покажаа доволно независност и одважност во изборот на судиите. Ниту пак доволно транспарентност. Затоа што во најголем дел од земјите на Европска Унија, вие знаете дека тоа е една апсолутно транспарентна постапка. Можевме да видиме и во Соединетите Американски држави кога на предлог на претседателот Врховниот судија помина низ еден филтер процес на распит пред јавноста, беше важно да се слушнат неговите видувања и така натака. Затоа мислам дека најголемиот за мене лошото што можеше да му се случи на судството е да има тело кое што нема да може да се спротивстави на политиките и на влијанието од политиките во изборот на судиите. Затоа што вие може да направите многу реформи, ама ако немате одважни судии на кои ќе им биде важно
кои ќе бидат нивните колеги во основните, апелацијските, врховните судови. Водени од принципот на владењето на правот. Сега се најавуваат промени, мандатарот Заев дури се најавуваат и реизбор на судиите, во една прилика вие јавно рековте дека тоа нема да може да се изведе. Кој е решението? Да добиеме суди кои ќе можат да ги спроведуваат законите, онакви какви што се пропишани во функција на обезбедување на вредностите и принципите на владењето на правото. На изглед се чини дека е наједноставно таква форма на реформа, да се тргнат сите суди па се почне нели од нула, да се направи еден генерален реизбор. За жал, како што веќе реков, тоа е невозможно. Не го дозволува ниту законот за судовите, ниту уставот. Судиите имаат траен мандат. Меѓутоа, реформи се возможни. Секојаш се возможни. Најважно е телото кое што ќе ги води реформите и телото кое што ги избира и реизбира судиите. И обвинителите, бидејќи за мене реформата судскиот совет и советот на обвинителите. Добро. Бидејќи за мене реформата мора да значи реформа на целиот правосуден систем. И конечно, важно е да се одважат и самите судии и тие да кажат како тие замислуваат реформата на судството. Бидејќи секоја иницијатива која што доаѓа од политиките е добре дојдена, таа покажува политичка волја дека нешто може да се направи, ама судството треба да каже како тоа само се гледа себе си реформирано, затоа што и во судството има добри идеи. Има луѓе кои што носат квалитет во себе. Познаваме такви, иако е фрапантно што тие такви луѓе се плашат да проговорат јавно. Знаете што, во принцип... Од што се плашат? Ама во принцип, најголем дел од судиите не сакаат јавни настапи, не сакаат истапување во јавноста. Кога ќе видите дека професијата ви е доведена на дереџа, ако може така да кажам, на такво какво што е, веројатно ја браните. Апсолутно, вие кога јас велам едно мало дете кога ќе му свикате ќе застане во одбрана на себе си и на своите ставови, а камоли судиите кои што со години се изложени на критики, не само на критики, туку и основани упатувања дека судството е во длабока криза, како никогаш претходно. Но тие не смогнаа сили да излезат јавно да проговорат. Затоа Сдруженијето на судиите мора да покаже иницијативност. Се разбира дека сите 650 судии не можат да зборуваат, меѓутоа во име на судиите може да се појави нивното здружение, како што се појавува Сдруженијето за новинари со ставови и мислење на новинарите. Реформа на судството подразбира офаќање на повеќе сегменти. Значи, прво на едно независно тело кое што ќе има за задача не само да го води изборот на судиите. Кој би го креирал тоа независно тело? Сега ние имаме закон со кој што се утврдува начинот како се бираат членовите на Републичкиот судски совет, меѓутоа можеби треба да се размислува како да се измени овој дел, овој сегмент од креирањето на независното тело. Можеби треба да се отвори вратата повеќе и за независни експерти, за луѓе од наука, од академија, за истакнати правни експерти од други области. Во судскиот совет. Зошто да не? Знаете што? Што е закон кој треба со двотретинско мнозинство се донесе? Не, законот за Републичкиот судски совет не, меѓутоа законот за судови со двотретинско мнозинство. Важен е интегритетот на една фела. Важно е ликот, достоинството на судската фела. И затоа тоа е највидливото тело. Тоа е телото кое што комуницира со јавноста и го презентира судството. Овде се водат постапките не само за избори, назначување на судиите, туку и постапките кои што се поврзани со одговорноста на судиите. Тоа е телото што ќе треба да расправа и да ја води постапката за разрешување на оние судии кои што не се достојни да ја вршат судиската функција. А ние видовме дека такви судии има во судството. Не само преку јавно видливите постапки, и преку предмети кои што доаѓаат и пред Европскиот суд за човековите права. Значи, ние имаме веќе долгогодишна пракса пред судот во Страсбург и лесно може да се детектира кој суди и во кој правец ги воделе. Да ве вратам на настаните во собранието како актуелност.
подолг период пред да се случат тие настани кои добија димензија каква што видовме, ќе си дозволам слободно да коментирам, на ниво на терористички напад, по степенот на агресивност, употреба на физичка сила, предходеше неколку месеци медиска пропаганда, ширење на лажни вести околу тоа дека албанците ќе ја заземат, дека ќе освојат државата, дека ќе се федерализираат, дека идентитетот на македонците ќе биде уништен, дека ќе се наплаќаат казни за тие кои нема да зборуваат албански. Да не ги редам сите тие лажни вести кои се редеа, систематски беа пласирани во јавноста. Со елементи на говор на омраза при тоа. Насочен кон една етничка група или кон дел од друга етничка група, во случајот македонците прогласувајќи предавници, нели, соработници на странски интереси. Колку може да се и на кој начин може да се лоцира одговорност во оваа постапка, доколку се утврди дека таа на известен начин била организирана? Знаете што, говорот на омраза, поттикнувањето на расна, верска нетрпеливост или говор на омраза упатен кон посебно ранливи малцински групи е казнив според нашиот кривичен законник. Меѓутоа, ние не видовме години назад исход од таква постапка. Јас знам дека беа покренувани постапки поврзани со говор на омраза и на интернет, и од страна на новинари, и против телевизии, против новинари, од страна на поединци, од страна на невладени организации. Никогаш не видовме ниту една постапка да заврши со исход пред македонските судови. Дали ова во собранието, извинете, кратко ќе ве прекинам, има елементи на кривично дело сторено од омраза? Тоа е веројатно потешко во оваа фаза да се детектира. Меѓутоа, кривичните дела за кои што имаше аргументација да бидат, и има аргументација да бидат покренати пред надлежните судови, се многу посилни од говорот на омраза. Има кривични дела против државата, кривични дела против животот, телото, физичкиот интегритет на личност. Но тие дела, такви какви што се, со целата нивна тежина, се продукт на говорот на омраза. Вие се сеќавате пред неколку години, јас и вие во еден ваков диалог зборувавме за говорот на омраза и 2012 година исто така беше објавена една анализа поврзана со кривичните дела кои произлегуваат од говорот на омраза заедно со судската пракса на Европскиот суд за човековите права. Македонското општество уште тогаш, 2010 година, 2012 година, покажуваше знаци на голема нетрпеливост и на силно изразен говор на омраза, особено преку интернетот, особено преку социјалните мрежи. И веројатно тоа беше моментот кога можеше да се делува посилно. Во овој момент ние имаме едно поделено општество и говорот на омраза ги продуцираше своите плодови. Ова насилство, овој изблик на насилство е резултат на силно изразен говор на омраза, бидејќи говорот на омраза е семето на насилството. Од тука се покренуваат сите поделби, сите нетрпеливости, омразата кон другиот кој што не размислува како вас и така натака. Нам ќе ни треба време за да ги приближиме луѓето, нам ќе ни треба време за да ги надминеме сите овие тешки искажани зборови и против етнички заедници и против поединци, но несомнено дека говорот на омраза остана несанкциониран и несанкционираноста или неказнивоста води кон се подлабоки форми на подлабоки и видливи форми на говорот на омраза. Социјалните мрежи се прилично податни за ширење на тој говор на омраза и она што сега е веќе познато во светот како фейк ньюс, лажни вести. Дали праксата, судската пракса во Европа
веќе, со оглед на тоа што е нов феномен социјалните мрежи, веќе има некакви пракси утврдено околу тоа како се постапува во тоа да поединец кој е корисник на социјални мрежи, кој шири говор на омраза или лажни вести, биде санкциониран. Има пракса, дури и Европскиот суд за човековите права има пракса. Ние имаме пресуда Делфиас против Естонија и тоа е првата пресуда поврзана со пренесување вести или информации на интернет во кој што е содржан говор на омраза. Се работи за информација која новинарот ја напишал сосема коректно, неутрално, меѓутоа коментарите кои што следат после таа информација содржат говор на омраза и повикуваат на насилство. Како се справува Европа со тоа? Прво, земјите членки на Европска Унија има директиви кои што налагаат оној кој што е провайдер, кој што има веб портал и пласира вести на интернет или на друг начин пренесува информации. Дека има одговорност кон тоа. Има одговорност и има точно утврдени филтер механизми кои што тој треба да ги спроведе. Прво, механичко симнување на информација која содржи одредени зборови кои што се дефинитивно да речеме антисемитски, расно ориентирани, антиетнички. Вториот е човек кој што физички ги препрочитува сите коментари пред постирање. Но станува сепак збор за онлайн медиум, да речеме. Да. Она што е поделикатно, а што е по во функција на ширење на тој говор на се социјалните мрежи, Facebook, Twitter и нели се друго што е во тој сет на што го нарекуваме социјални мрежи. Дали во таа смисла се има лоцирано? Има обврска и за провайдерите на социјалните мрежи, како што е Facebook, например, Twitter, Instagram, и тие имаат обврска секој говор на омраза да водат сметка да не избие и да не биде ширен понатаму. Но факт е дека сите регулаторни тела и во Европска Унија, и Советот на Европа веќе подолго време расправаат што во една ситуација кога техниката и технологијата оди со така забрзано темпо да меѓународната легислатива не може да ја следи. Бидејќи и пресилното санкционирање на говорот искажан на социјалните мрежи сам по себе не е добар, бидејќи ја загрозува слободата на изразување. Во случајот во Македонија може да видиме дека дури социјалните мрежи на моменти се повлијателни од самите мејнстрим или па и онлайн медиуми. Знаете што, во суштина, вие не можете да очекувате сите да се согласат со вас или со мене или со вашиот или мојот пристап на пренесување на информации. И добро е да има критички мислења, критички изрази. Меѓутоа, сето она што преминува во форма на говор насочена кон другиот, поттикнува иницијативност за ограничување на таа форма на изразување, бидејќи не би ја нарекла слобода на изразување. И Европскиот суд за човекови права има јасно утврдени граници. Што е слобода? Што е слобода? И самата конвенција има членот 17. Дека слободата подразбира одговорност. Апсолутно. И дека употребата на говорот во функција на обезвреднување на човековите права и владењето на правото, конвенцијата не ја покрива. Така да. Уште се прашања во овој разговор поврзани со и вашиот настап пред Врховниот суд во контекст на тоа дали фајловите, аудиозаписите од прислушуваните телефонски разговори може да бидат доказ. Вие, вашиот став е дека им постои таква можност. Јас би сакал да ве прашам, кои се случаите во судската пракса во Европа кои укажуваат многу конкретно на тоа дека такви разговори можат да бидат користени како докази? Познат е Шенк против Швајцарија, каде што нарачател на убиство на својата сопруга е снимен од страна на убиецот и потоа тоа е искористено во постапката пред судот. Кои се други случаи на кои судиите би може да се повикаат, бидејќи
се насочени на тоа? Јас пред врховните суди го презентирав мојот став, подкрепувајќи го со 35 пресуди кои јас ги издвоив од праксата на Европскиот суд за човековите права, бидејќи сметам дека тие се клучни за судиите да добијат представа кога не може, а кога може да се користат незаконски стекнати докази во постапка. Генерално зборуваме за незаконски докази, бидејќи и македонскиот закон за кривична постапка е многу јасен дека докази стекнати со користење на тортура, деградирачки, нехумано постапување не се прифаќаат како докази во постапката. Меѓутоа, тој не оди со генерална забрана на користење на незаконски стекнати докази во постапката, мислејќи и на вакви докази. Овде е специфична ситуацијата. Овде имаме државен орган кој што користел техника и технологија која што припаѓа на државата за да дојде до тие материјали, а кои сега веќе се докази пред едно ново тело кое што е формирано со политички консензус на 4 политички партии со закон за за специјалното јавно обвинителство, за кривичните дела кои произлегуваат од содржината, кои се поврзани или произлегуваат од содржината на овие прислушкувани разговори. Значи, дадена е политичка димензија, прифатено е постоењето на тие разговори како докази. Дори и кажано е дека содржината ќе биде основ за да се влечат кривични дела. Самиот закон упатува на тоа дека тие материјали барем ќе бидат на ниво на индиции. А во некои постапки, јас сум убедена, тие ќе бидат и крунски докази. Особено во постапките кога физички лица ќе бараат заштита на правото на приватност. Новинар кој бил слушан 7 години, кој ќе покрене постапка, тоа е неговиот единствен и главен доказ во постапката. Пред Европскиот суд за човековите права ме прашавте кои се најважните предмети. Јас би рекла дека од поновата судска пракса важен предмет е Роман Захаров против Русија, бидејќи таму судот укажува, зазел став дека и самата законска рамка може да биде доволен основ за да се утврди повреда на човековите права, иако еден одговорен и главен уредник на едно издание во Русија не докажал дека тој бил слушан, не приложил докази. Фактот што законот оставил толку широка рамка да можат оние кои што сакаат да ги прислушуваат лицата, значи толку било генерално, секој можел да биде прислушкуван од тие тајни служби, за судот беше доволен да каже дека законот како таков ги повредува човековите права. Значи, судот отиде во една уште поширока рамка, не барајќи дури ни доказ во таа постапка. Захаров ја тужи Русија за? Захаров ја тужи Русија за повреда на правото на приватност. Меѓутоа, често пати... Затоа што го прислушувала? Тој не ни докажува дека е прислушкуван. Затоа што вели дека постои можност. Затоа што се сомнева, постои можност дека ќе биде прислушкуван. Законски. Да. Меѓутоа, кога зборуваме за прифатливост на прислушкувани докази, ние го имаме и предметот на Кан против Обединетото кралство, и тоа е еден предмет каде што се вклучени докази стекнати на ваков начин се работи за лице кое било осомничено за трговија со дрога, каде што полицијата употребила методи на извлекување информации од него, значи има аудио, визуелен запис на настанот, но при користењето на користела методи за да извлече од него доказни материјали на недопустив начин. Значи тука кај Кан се офатени и членот 6, правото на правично судење при користење на недозволиви, односно незаконски обезбедени докази, и членот 3. И тоа е добар за разграничување меѓу Шенк и Кан, кога судиите ќе расправат за тоа, треба тие двата предмети да ги гледаат паралелно еден со друг. Исто така, Клас против Германија е важен предмет. Малоне и останатите против Обединетото кралство. Јас им укажав на судиите во Врховен суд дека ние имаме и македонска судска пракса,
во кое што судот се осврнал на начинот на распит на сведокот, кој што бил како дополна на доказ во форма на аудио-визуелен запис, кој не бил јасен, не бил чист, не можело да се слуша гласот, но сведочењето на заштитениот сведок бил вториот клучен доказ. И судот има развиено покрај другото во аспект на правичното и фер судење, пристап во однос на единствен и главен доказ во постапката, кога се налага, се бара од судот да обезбеди обвинетиот да може да ги оствари сите своји права загарантирани од аспект на обвинет во постапката, значи сите гаранции да му бидат дадени на располагање, да може да спори веродостојноста на приложениот доказ, техничките аспекти, како што е во овој случај против Македонија, Пападакис против Македонија. Така да, судската пракса укажува дека судовите мора да бидат фокусирани на конкретниот предмет, на конкретните докази кои што се наоѓаат пред нив, и во овие ситуации некогаш тие ќе бидат главни докази. Ние ги имаме големото уво и новинарите кои што го добија процесот пред македонските судови, токму како резултат на тоа што македонските судови преслушкуваните разговори од таа афера ги прифатија како главни докази во тие постапки. Значи сите ние што бевме прислушувани можеме да тужиме. Можете да тужите. Сите вие имате право да покренете постапка поврзана со правото на приватност. Најчесто овие предмети кои што се поврзани со прислушкувањето од страна, бидејќи тоа е арбитрерно вмешување од страна на државата во правото на приватен и семен живот, тие постапки најчесто се поврзани со 4 одредби од законот, од конвенцијата. Едната е правото на приватност, членот 8, членот 6, правото на правично и фер судење. Жалителите многу често се жалат дека правните лекови не биле ефикасни во нивните земји, не им овозможиле остварување на правото на обештетување меѓу другото, или може да бидат вкрстени и со членот 3 ако се работи за деградирачко и нехумано постапување при обезбедување на докази. Тоа не е во овој конкретен случај. Тука јас го спомнав и предметот на Биков против Русија, тоа е исто така еден интересен предмет за една кривична постапка. Така да на судиите им оставив една листа од 35 пресуди. И вашата прогноза за одлуката? Се надевам дека моето обраќање пред нив ќе ги поттикне да размислуваат и барем да не, се надевам дека барем нема да посегнат кон наградење на начелен став и правно мислење кое ќе значи блокирање на користењето на овие докази во постапката, бидејќи тоа не е и дикцијата на законот за судовите кога вели дека Врховниот суд има надлежност да гради начелни ставови и правни мислења. Тоа е поврзано, законот вели, со еднаквата примена на законите. Еднаквата примена на законите значи водење сметка за воедначеност на судската пракса. Да нема една пресуда која би одела во овој правец, друга пресуда. Да. Значи да дојде предмет до судот кој што ќе го поттекне судот на тој предмет да изгради начелен став и правно мислење. Расправа која што би значила упатување на судечки суд во моментот кога тој веќе расправа по тој конкретен предмет, индивидуален предмет, и праќање на став за прифаќање или неприфаќање на докази, како генерален став, јас повеќе пати реков, за мене значи земање улога на законодавец. Господјо Лазарева Трајковска, ви благодарам што бевте гостин во студиото. Задоволството беше и мое.